Согласно агендата на ВМРО-ДПМН и дел од акцијата Лето за Македонија, денеска заедно со мојот тим сме во посета на општина Могила, каде што потоа заменуваме на посета со средба со граѓани во општина Новаци. Од средбите кои што ги остваривме тука, може да заклучам и целосно да кажам дека граѓаните се загрижени за тоа во која насока се движи државата. Додека нашиот северен сосед има инвестиција од милиарда евра, кај нас државата пропаѓа. Во разговори со земјоделците го истакнуваат своето незадоволство во делот на земјоделското производство. Сето она што е произведено изминатава година буквално е фрлено на ѓубриште. Ниту пченицата, ниту пиперката која што е актуелна за откуп во овој момент, ниту имаат цена, ниту имаат пласман. И се ова се случува додека Зоран Заев и неговиот министер Николовски го премолчуваат се тоа. Неминовно е да се спомне дека граѓаните го нотираат и капитулантскиот договор кој што го потпиша Зоран Заев и кој што ги убедува граѓаните доколку референдумот успеел, државата ќе тргнала напред, ќе се отворил пазар од 500 милиони евра, ќе се пласирале земјоделските производи, а при тоа бега од дуел со претседателот Мицкоски, каде што треба да се соочи и да каже дека тој договор работи против националните и државните интереси, дека со тој договор се менува идентитетот и историјата на Република Македонија. Бега од дуел затоа што вистината боли, затоа што на маса ќе паднат маските кој е за Македонија, а кој е против Македонија. Граѓаните посочија дека не треба да имаат посебни визионерски способности за да предвидат дека владата на Зоран Заев е неспособна да води државата, неспособна да го води земјоделието, здравството, образованието, економската политика. Меѓутоа, исто така, сакаме да порачаме дека овие стеги ќе паднат кога Зоран Заев ќе си замине од власт. За да државата иде напред, да иде во една позитивна насока, тоа мора да се случи што е можно поскоро.